има мобинг, притисоци, стресови, деградирање, непочитување на законот за работни односи, за здравствена заштита при работа, каде што имаме колеги и јас сме во подрумски магазински простори, дури ги третираше вработените во Петровец да идат во хангари каде што нема ни санитарен чвор, каде што сите се под стресови, под притисок, луѓето веќе не знаат каде да се обратат, ние немаме правен механизам за нашите работнички права да ги бараме. Вака Илија Јовановиќ, вработен во службата за општи и заеднички работи при владата, го опишува својот работен ден, а неговата судбина, како што вели, ја делеле и други колеги. Хајката против нас започна во 2017 година и од тогаш бараме начин како да си ги добиеме своите права. Подготвени сме да формираме синдикат кој ќе се избори за тоа што ни следува, бидејќи синдикатот кој постои не е заинтересиран за проблемите кои ни се секојдневие, тврди Јовановиќ. Спремни сме да поднесеме групна тужба, вели Јовановиќ. Мене 3,5 години ме малтретира, психички ми командува во писмена форма што да работам, како да работам. Ми забранува да идам на патишта низ цела Република Македонија, каде што мојата должност и функцијата ми е да ги следам знамињата на сите државни институции, да видам во каква состојба се како функционираат, дали компанијата која е избрана на тендер, дали ги одржава, не ги одржава. Јас почнав со велосипед неколку месеци да извршувам мојата позиција, затоа што јас за тоа сум поставен со решение со се и да ви кажам, тоа го направив највише за моето семејство и моите деца, да ете Илија доаѓа, не ја извршува функцијата и тоа почна да им смета. Нема да застанам тука, ќе се изборам за својата работа бидејќи од платата живеат моите деца, вели Јовановиќ. Ги охрабрувам сите колеги да застанат позади мене и да раскажат со какви проблеми се соочуваме, завршува Јовановиќ.